Добре дојдовте назад, ќе бидеме со вас до 10 часот и 30 минути, а сега чест ми е да го представам и да му посакам добро утро секој утро на почитуваниот професор Ванчо Ѓорѓиев од катедрата за историја на факултетот Свети Кирил и Методи. Добро ви утро секој утро, професоре. Добро утро до вас, до екипата на Алфа телевизија и се разбира до гледачите на вашата телевизија на цела Македонија. Ви благодарам. Денеска е точно 117 годишнина од загинувањето на великанот Гоце Делчев. Денеска ќе поразговараме малку за него. Согласно протоколот, односно согласно мерките за безбедност, за денеска не се предвидени протоколарни активности за одбележувањето на овој датум. Да, токму така, со оглед на фактот што се наоѓаме во една поинаква здравствена криза, она што представуваше традиционално одбележување според воспоставен протокол на годишнините од загинувањето и раѓањето на Гоце Делчев, денес малку во поинакви активности. Во тој контекст нема протоколарни активности со одбележување со сите државни почести и организирано, туку едноставно тоа ќе биде оставено на еден поинаков начин да се изведе. Во тој контекст црквата Свети Спас ќе биде отворена од 10 часот, индивидуално, согласно воспоставените мерки за предпазливост, за внимателност, може секој да положи цвеќе и да укаже достоинствена почит кон великанот на македонското религиозно движење. Ете во тој контекст, јас со дел од моите колеги, повторно ќе речем, согласно веќе препорачаните мерки, во 10 часот ќе се најдеме таму и ќе оддадеме почит на Гоце Делчев. Така. Во однос на самиот Гоце Делчев, значи како една историска личност која ние ја буквално е на некој начин основоположник на идеите за самостојна Македонија воопшто. Главната тема која денеска ја поставивме, меѓу другото малку скокам од тема на тема, морам да напоменам дека вие сте дел од таа мешовита комисија со Бугарија за утврдување на историјата. Гоце Делчев е прилично актуелен во последниот период. Ајде да почнеме вака. Каква е колективната свест на македонскиот народ за овој револуционер? Токму така, како што рековте, јас сум дел од мултидисциплинарната експертска комисија, Македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања. И во тој контекст само ќе додадам дека во последен момент, односно последните денови или седмица-две, прашањето е повторно дигнато на многу високо ниво и премногу исполитизирано во една или во друга насока. Меѓутоа, со оглед на денот кој што го одбележуваме и кој што треба да оддадеме достоинствена почит, не би сакал да навлегувам во таа јавна медиумска расправа, туку напротив сакам да укажам што е Гоце Делчев во колективната меморија и колективната свест на македонскиот народ и зошто тој е туку високо дигнат на македонскиот пиедестал воопшто во борбата за македонска држава. Ако денес направиме една анкета меѓу македонските граѓани воопшто и се разбира особено меѓу македонците, ќе видиме дека името на Гоце Делчев и се разбира неговиот портрет, неговиот лик е најпрепознатлив од сите. Самиот тој факт доволно зборува зашто тој се нашол на тоа место и зашто можеби е толку жолчна дебатата која што се одвива во овој имагинарен македонско-бугарски историографски спор. Не би рекол спор меѓу народите, туку би рекол еден имагинарен историографски спор, за кој што веројатно има и некакви политички позадини. Во секој случај, тоа е така, Делчев го заслужува оправдано тоа место, затоа што тој е најголемиот фронтмен на македонската револуционерна борба за автономија на Македонија во рамките на Османската држава, се разбира при тоа сваќајќи автономијата како етапа за создавање на независна македонска држава.
Имајќи го сето тоа предвид, ќе нагласам уште неколку моменти што го карактеризира Делчев и зошто тој се нашол на тоа место, и би рекол неслучајно тој е и вграден во нашата национална химна, заедно со уште тројца, уште три имиња од овој период. Тука се Даме Груев, тука е Јане Сандански и се разбира Питу Гули. Тој е така затоа што Делчев, како што реков, веќе е фронтмен на македонското револуционерно движење, или поинаку кажено еден спиритус агенс кој што и дава вистинска суштина на македонската револуционерна борба. Тој е човек кој што во македонското револуционерно движење се вклучил во 1894 година, значи една година по создавањето на македонската револуционерна организација. Меѓутоа, заради својата агилност, поради својот самопрегор во движењето, тој за многу кратко време се вивнал во врвот на организацијата и станал еден од најпрестижните и најпочитуваните ликови во самата организација. Се разбира, таквото брзо издигање во хиерархијата на една илегална организација е резултат на неговата работа, на неговото действување на терен. Тој е човек, всушност, организатор, агитатор, апостол, човек кој што секогаш прв влегува во сите ризици, и ако имал можност, можеби да живее еден поинаков живот, мирен, со оглед на тоа од какво семејство потекнувал. Татко му бил за тоа време прилично зафатен лик, човек кој што имал собствен чифлик, собствен дуќан, што значи Делчев можел да тера еден таков начин, или пак од друга страна можел да остане во Бугарија и да гради воена кариера, како што тоа го направили некои други од неговата генерација. Меѓутоа, тој го одбра патот на борбата, патот за слобода на Македонија, и од тука, уште за време на неговиот живот, со оглед на тоа што тој е човек, како што реков, што прв секојаш влегува во акција, уште за време на својот живот стекнал огромна почит меѓу своите соборци, меѓу приврзаниците во македонското ослободително движење, но и воопшто меѓу народот. Впрочем, тоа е така затоа што е такво и неговото разбирање на македонската борба. Делчев е човек кој што ќе рече дека ќе бидете наивни ако не верувате на зборовите. Следете ги, гледајте ги нашите дела. А токму тој со дело и со работа тоа го применуваше и покажуваше, го применуваше во пракса. Значи тој не влегува во категоријата на теоретичари кои што кабинетски се занимаваа со македонското ослободително движење, туку тој е револуционер на дело. И од тука со тоа што го практикувал меѓу народот како агитатор, тој е вистински промотор, па дури и човек кој што ја проширува македонската револуционерна мисла, македонската револуционерна филозофија, и тоа е оној човек кој што ќе придонесе она првична апстрактна идеја за автономија на Македонија во рамките на османската држава, да го добие својот практичен израз, а тоа е всушност преку креирањето на четничкиот институт на револуционерната организација, или пак, ако споменам уште нешто, верувам дека ќе имаме време за тоа и можност, тој е човекот прав кој што почнал да ги промовира организацијските судови. А што представува тоа? Тоа се судови на организацијата во кои што се повикува македонското население своите спорови, своите прашања да ги решава во присуство и со посредство на луѓето на организацијата, при тоа игнорирајќи ги официјалните османски судови, односно османските институции. На тој начин се создава една постепено паралелна власт покрај османската власт, всушност во средините на македонското население, по селата, најпрви, а потоа и во градовите, ќе се воспостави еден паралелен систем на власт. Организацијата ќе изгради голем авторитет и се разбира доверба помеѓу населението, и од тука ќе дојде она што подосна е типично, она изрека дека македонската револуционерна организација представува држава во држава. Таа воспоставува своји механизми на власт, на контрола врз населението, но да не биде погрешно разбрано тоа, таа контрола подразбира и
издигнување на културното и економското ниво на населението, нешто што честопати се запоставува во историографијата, пред се доминантно место зазема се разбира оној воинствениот, милитаристичкиот дел, но многу малку се зборува за она што представува создавање и подготвување на македонското население за вистински слободен живот во идната слободна Македонија. Од тука Делчев е човек кој што навистина ги промовира тие принципи и не само тоа. Ако зборуваме за неговата револуционерна филозофија, ќе видиме дека иако станува збор за револуционер, тој е човек космополит, човек демократ, човек кој што има широко срце за простување на грешниците, со намера дека тие ќе се поправат и ќе се ставаат во функција на македонското ослободително дело, и затоа уште еднаш ќе нагласам, тој токму заради своите такви активности се стекнал со големо влијание, со голем авторитет уште за време на неговиот живот. Од друга страна пак, ако ги проследиме активностите што се случуваат, односно изјавите на неговите современици, она што е останато во мемоарската литература, она што е останато во неговите архиви, ќе видиме дека повторно тој е најангажиран од сите. Ако само проследиме дел од неговата архива и од преписката помеѓу Централниот комитет и задграничното представништво, ќе видиме дека сите буквално кон него се обраќале за, почнувајќи од најелементарни прашања, потоа па се дури до најсложените прашања за организацијата. Па така, ќе видиме дека тој, значи уште во тоа време, станал најпочитувана личност и бил издигнат на ниво на мит, и од тука тој мит потоа преку овие генерации се пренесува во следните генерации, така што не случајно, нели, уште еднаш ќе речем, во мемоарската литература, буквално секој активист на движењето што запишал своји спомени, настојувал да се пофали едноставно дека се сретнал со Делчев, дека имал разговор со него и да ги истакне неговите, пред се би рекол, човечки, организаторски и апостолски особини. Од тука митот за Делчев всушност се создава веднаш и по неговото погиб. Не случајно Пејо Јаворов, бугарскиот писател, кој што едно време беше ангажиран во редовите на Македонската револуционарна организација, во 1904 година ја објавил и првата биографија за Гоце Делчев, со што, значи ние уште во 1904 година за овој македонски борец всушност ја имаме и првата биографија, и на тој начин овој мит почнува да се пренесува во следните генерации и станува патоказ за идните движења во Македонија, независно од која провиниенција произлегуваат тие, а тој мит уште повеќе се воскрева помеѓу двете светски војни, во време веќе кога Османска Македонија е поделена помеѓу балканските држави, така што помеѓу македонската емиграција пред се почнува да се создава митот за Делчев и неговото место и улога во македонската борба за независна држава. Во тој контекст, доволно е само ако посочам како се собрани неговите мошти, кои што денес ги имаме овде и можеме практично како пред една светиња да се поклониме сите. Станува збор за настан кој што всушност е организиран и превземен од Михаил Чаков, еден од соборците на Делчев, кој што учествуваше и во копниот настан во Баница. Тој во 1906 година првин ги прибрал моштите од гробот кај што бил закопан Делчев и ги однел во олтарот во црквата во село Баница, а потоа во 1917 година за време на Првата светска војна ги собрал оттаму и ги однел во својот дом во Софија. Таму ги чува до 1923 година, кога што во организација со Илинденската организација, која што обстојувала на територијата на Бугарија и се грижила за собирање на историското наследство на македонската борба за слобода, всушност организирал свечено предавање на моштите на Делчев во домот на Илинденската организација. Тоа се случува 1923 година и тогаш е изработен
оној саркофаг специјален во кој што почивале известно време, нели се положи неговите мушти во домот на Илинденската организација, на кој што е врежан заветот на Илинденската организација и на илинденските генерации, дека овие мошти еден ден треба да бидат погребани во престолнината на слободна и независна Македонија. Од тука, како резултат на југословенско-бугарските односи, веднаш по крајот на Втората светска војна, во онаа идеја за создавање на поширока Балканска федерација, при што и Бугарија требаше да стане дел од оваа федерација, но при тоа да дојде и до обединување на Македонија, на Перинскиот дел Македонија, со Народна република Македонија, во знак на заемно почитување и доверба и градење на перспективи за добрососедски односи и пошироко заедничко живење, во 1946 година е постигната согласност и моштите, втушност токму на 7 октомври е подпишан протоколот во Софија. Тој е протокол подпишан помеѓу представници на Илинденската организација и представници на владата на Народна република Македонија, со највисоки почести подпишан тој протокол и од тогаш почнува пренесувањето на моштите на Делчев во Скопје, при што потоа тие се положени во црквата Свети Спас, во специјално подготвен саркофаг за тоа. Според тоа, сакам да укажам дека еве во едно друго време колкаво значење било оддадено на прибирањето на историското наследство, на почитувањето на наследството и како се граделе односи помеѓу соодветните држави во еден поинаков контекст, не како денешниот со условување и со уцени. И се разбира, тоа е дел и право и обврска на секој народ. Најпрви, да го почитува своето минато, да се грижи за неговата заштита и се разбира да вложува и средства, и морални, и материјални за одржување на таквото нешто. Бидејќи народ без минато, народ без почит кон сопственото минато и кон сопствените институции, всушност и тешко може да се одбележи како народ, тешко дека го заслужува името да биде народ. Таквиот народ кој што не се грижи и не го почитува своето минато, еден ден може да стане само дел од историјата и тоа може би туѓа. Така. Сакав накратко само, бидејќи така ни дозволува времето, да се фокусираме со реченица две на дел од неговите активности, еве конкретно бидејќи го споменавте задграничниот комитет. Чисто да напоменеме за јавноста, која била улогата на тој задграничен комитет, нели дека не е само собирање средства, доброволни прилози и така натаму од Бугарија, туку на некој начин испречување, нели филтрирање на она што од Бугарија треба да влезе во тогашна Отоманска Македонија. Да, секако. Станува збор за задгранично представништво, не е комитет. Задгранично представништво, да. Официјална институција на Македонската револуционерна организација. Гоце Делчев е именуван за прв задграничен представник на Македонската револуционерна организација на територијата на Бугарија. Тоа е во декември 1896 година, а потоа во март му се придружи Ѓорче Петров и тие двајцата ќе станат едни од најголемите идеолози, всушност како подвижни членови на Централниот комитет на Македонското ослободително движење. Улогата на задграничното представништво во прво време е прибирање на материјални средства во секој вид, не само финансиски средства, туку пред се и оружје и негово препраќање во Македонија. Потоа, ангажирање на луѓе сред македонската емиграција и бугарското прогресивно општество и нивно препраќање во Македонија. Тоа се луѓето од кои што голем дел бе ангажирани во Четничкиот институт, како војводи и едноставно како четници, но и една друга улога. Тоа требаше да ја представува македонската кауза надвор од границите на Македонија и се разбира, подосна имаше една друга улога, тоа е да ги одбива надворешните посегања врз македонското ослободително движење.
Од тука, значи, тоа има повеќе кратна улога, па Делчев е еден од најголемите представници, нели, и Ѓорче Петров, кои што всушност се обидоа и достојно го представуваа македонското движење надвор, го афирмираа на територијата на Бугарија, создадоа мрежа на симпатизери и приврзаници сред македонската емиграција во Бугарија, но и, како што реков, сред бугарското општество и прогресивната јавност, но од друга страна и влегоа во еден многу остар конфликт со представниците на врховизмот и на оние други авантуристички движења кои што доаѓаа од таму, а кои што беа насочени кон загрозување не само на самостојноста на македонското ослободително движење, превземање на раководната палка во него, туку и кон едно поинакво делување во Македонија од аспект на бугарска државничка политика, која што гледаше и во тоа време работеше на завладување на Македонија. Во тој контекст имаме и голем број на сведоштва, како документарен, така и мемуарски, кои што кажуваат на пристапот и прифаќањето на Делчев во таа средина, така што иако тој во висок степен е прифатен како една позитивна личност, од друга страна, некаде во периодот, особено 1901-1902 година, која е најжесток суден со Врховниот комитет, под покровителство на генерал Цончев и Михајловски, всушност имаме и многу жестоки напади, отворени напади на Гоце Делчев од страна на ова организација. Како и да е, неговото присуство во задграничното представништво не е единствена негова дејност, бидејќи тој во меѓувреме е и главен организатор и инспектор на четите во Македонија. Така што тој додека делува како задграничен представник, всушност честопати го имаме на територијата на Македонија, спроведувајќи долготрајни обиколки, каде што врши инспекција и организација на Четничкиот институт, но во исто време врши агитација. И не само тоа, туку во истиот тој период, тој е и креатор на политиката во односите со надворешниот свет на, нели, она што доаѓа од надвор кон Македонија и она што треба да биде генерално линија на однесување на македонското револуционарно движење. Така. И за крај, да ве прашам само, дали има некаков прогрес во преговорите во комисијата? Ако зборуваме, воопшто зависи од која позиција се гледа. Ако следите изјавите од бугарска страна, таму најчесто се вели дека нема никаков прогрес, меѓутоа ние сметаме дека има одреден прогрес во работата на комисијата, зависи во кои сегменти ја гледаме работата и кој како го доживува овој процес. Во контекст на Гоце Делчев, ќе кажам дека подолго време работите стојат во мртва точка. Тоа е така заради различното перцепирање и димензионирање на улогата на Делчев во македонското ослободително движење од едната и од другата страна, како на историографиите, така и на општеството. Па во таа смисла би рекол дека Гоце Делчев е клучниот камен на сопнување во работата на комисијата. Можеби овој печаток се добие поради пренагласеното инсистирање од бугарска страна за што побрзо да се стигне до некаква согласност по прашањето за Гоце Делчев. Меѓутоа, при тоа треба да се има во предвид дека не по секоја цена треба да се постигне договор. Добрососедските односи подразбираат почитување на различностите, почитување на другиот со сите негови идентитетски одбележја, со сите негови особини и не смее да се користи тој процес за наметнување на својата перцепција врз другиот, па во таа смисла би рекол дека е она што своевремено се појави како еден од предлозите за чествување на Делчев беше 7 октомври, нешто што според мене и нашиот дел од комисијата представува вистински момент на помирување и признавање, односно не признавање би рекол туку на почитување на едниот со другиот, на различностите, меѓутоа другата страна
тоа го доживеа како најголем удар против нивното поимање и разбирање на Гоце Делчев. Тие овој момент сакаат да го доживуваат како бугарско национално предавство, па дури нашиот таков предлог го карактеризира како некаков цинизам, како некаква иронија. Меѓутоа, работите воопшто не се така. Тоа е еден апсолутно европски пристап кон нештата. Ако ние сме можеле тогаш да постигнеме согласност и разбирање, зашто тоа да не можеме да го постигнеме и денес. На крајот на криштата, добрососедските односи помеѓу два народи, помеѓу две држави, не зависат од работата на историската комисија, ниту од историјата. Ако луѓето гледаат напред, има бесконечен простор и поле за взаемна соработка. Доволно е само да погледнеме дека ние имаме огромни можности и ресурси за соработка во сферата на економијата, во сферата на културата, во воспоставување на други вредности, а не тоа да се користи за лечење, би рекол, на некакви историски рецидиви. Професоре, уште еднаш ви благодарам што бевте дел од Добро утро секој утро. Ви благодарам вам и поздрав до сите ваши гледачи.